по повеќе месечна доказна постапка, судењето за адитив влезе во завршница. Денеска завршни зборови во процесот во кој обвинителството тврди дека обвинетите злоупотребија службена положба и одаваа службени тајни, а одбраната бара ослободителна пресуда за поранешната директорка на ДКСК. Билјана Николовска се јавува во живо од Кривичниот суд Скопје. Билјана, што се случи денеска, кои се аргументите на едните и другите? Така е, Младен. Во моментов во Кривичниот суд во Скопје трае искажувањето на завршните зборови во процесот во кој што поранешната председателка на Државната комисија за спречување на корупција е обвинета дека оддавала службена тајна на еден од обвинетите во адитив, процес кој што се уште трае во истиот суд, но во време кога оваа истрага за адитив беше во истражна постапка во обвинителството. Истото обвинителство откри дека додека беше председател на ДКСК, Татјана Димитровска, испраќала документи и пораки до прво обвинетиот во адитив со содржини кои што откривале дел од документацијата за постапките кои што се одвивале во Државната антикорупцијска комисија. Денеска обвинителството рече дека во текот на целата доказна постапка успеале да го докажат делото за оддавање на службена тајна и дека не би требало да има никакви олеснителни околности за незе, бидејќи таа го нарушила интегритетот и дигнитетот на институцијата со тоа што го сторила. Таа исто така е обвинета и за фалсификување за компјутерски криминал, односно дека фалсификувала сертификат за класифицирани податоци, односно дека во нејзино име државен ревизор, нејзин поранешен колега, го полагал испитот за да го добие овој сертификат. Предлагам да слушнеме само мал дел од завршните зборови кои што ги даде обвинителството за обвинетата Татјана Димитровска. И на барање, и на испратена порака да провери таа како председател на ДКСК дали за правното лице Хем Алијанс е оформен и дали е ревидиран предметот, испраќала пораки, барајќи дури и точното име на правното лице, наведувајќи дека ќе провери и во делението за судир на интереси, му испраќала фајлови во PDF формат за правното лице Брейнкот, пошто му испраќа порака со следната содржина: не споделувај со никој што ти праќа. Во моментов траат завршните зборови на адвокатот на обвинетата поранешна председателка Татјана Димитровска. Тој оспори дека обвинителството успеало да го докаже се она што и се става на товар на обвинетата. Рече дека истите тие информации веќе биле јавно достапни на сајтот на Државната антикорупцијска комисија, преку емисии кои што се емитувале на телевизии и по различни други основи, и затоа не би можело да се каже дека таа оддела било каква службена тајна, уште повеќе што тие информации и воопшто не биле назначени како службена тајна. Во обвинението уште се опфатени уште двајца обвинети, една вработена во ТЕЦ Неготино, за која што исто така се товари дека издавала службени тајни на исто поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, како и еден од државните ревизори, кој што во име на Димитровска го полагала испитот за добивање на сертификат. Ние остануваме и понатаму да ги слушнеме и нивните завршни зборови, нивната одбрана, па повеќе информации ќе имаме во следното издание на вестите. Билјана Николовска од пред Кривичниот суд.